Добар ден, почитувани, стартува најновата Телма амбуланта. Статистиките покажуваат дека тромбозата е релативно честа болест, се јавува кај 1 до 2 од 1000 лица. Но што е уште поважно да се нагласи е дека стапката на смртни исходи е исклучително висока. Дури 20% од болните умираат во првата година од болеста. Исто така, стапката на рецидиви, односно повторување на болеста, е висока кај оние лица кои што ова заболување го ставиле под контрола. Како се јавува тромбозата? Кои се главните ризик фактори кои што може да доведат до неа? Начинот на диагностика и лекување ќе ни го појасни гостинката која што е во студиото на Телма, доктор Маја Шушлевска-Павковска, интернист кардиолог од ПЗУ доктор Маја Шушлевска. Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден, добро ве најдов. Медицинските статистики покажуваат дека кардиоваскуларните болести, односно болестите на крвните садови и на срцето се на високата позиција на во здравствените предизвици кај современиот човек, а тромбозата спаја во ова за жал несакано друштво. На кои крвни садови се јавува тромбозата? Дали секој крвен сад е подложен на оваа болест? Збор 2 за тромбозата, за да можам да се надополнам со одговорот на тоа на кои крвни садови се јавува. Тромбозата е всушност физиолошки процес кој се јавува кога крвта треба да премине од течна во цврста состојба со цел да го сочува интегритетот на крвотокот. Како што е крварењето од надворешните повреди, потребно е да се активираат механизми кои го активираат тој хемостатски процес за да се створи тромботичен чеп кој ќе оневозможи истекување на крвта. Тоа е кога ќе се исечеме и потоа ќе се формира краста на кожата. Токму така, ако е поголем крвен сад мораме да притиснеме или да отидеме во болница за да извршат шиење на таа рана, па и евентуално крвен сад, со цел да се овозможи сочувување на интегритетот на кардиоваскуларниот систем. Крвта е во една динамична состојба, таа ја одбавува својата функција бидувајќи течна, меѓутоа онаму каде што треба да сопре се активираат одредени ензими, одредени фактори кои што го формираат овој чеп. Тие фактори може да бидат активирани во нефизиолошки услови, односно во патофизиолошки услови, кога имаме повреда на крвните садови, без разлика дали се артериски и венски. Оттаму тромбозата може да се јави подеднакво и во едните и во другите крвни садови, па поради тоа зборуваме за артериска тромбоза, онаа типична васкуларна тромбоза која што сакаме да ја избегнеме во случајот на атеросклероза, значи за дифузното заболување на крвните садови, како што се срцевите крвни садови, крвните садови кон мозокот, малите и големите крвни садови, крвните садови на нозете. Од друга страна имаме и венски крвни садови. Пред се тука мислиме на длабоките вени на долните екстремитети, на нозете. Меѓутоа може да се јават тромботични настани и во крвните садови, венските крвни садови на бубрезите, во крвните садови на мозокот, во синусите, венозните синуси на мозокот, во сплет на различни околности. При тоа може да бидат заболувања на коагулацијата, значи на хемостазата, приморно заболување на крвта, може да бидат заболувања на крвните садови, како што реков на артериската тромбоза или во склоп на одредени системски заболувања, како што се инфламаторните заболувања, инфламаторно заболување на цревата, лупус, системското заболување, лупус кој е заболување на сврзните ткива. Меѓутоа може да се јават и во склоп на одредени лабораториски абнормалности, како што е нефротскиот синдром, кога имаме активирана синтеза на тие прокоагулантни фактори, во состојба на изразена дехидратација, во состојба на одредени генетски нарушувања и така натака. Значи, тромбозата може да се јави како изолирано, индуцирано заболување од генетски асоцирани предиспозиции за тромбоза, меѓутоа во склоп на плејада на различни заболувања во организмот. И при тоа се формира тромб. Токму така. Организмот би требало самиот да го раствори, да го разложи. Но што ако тоа не се случи? Токму така, организмот за да го одржи тој интегритет на циркулација, кога се случуваат мали микротромботични процеси, има фибринолитичка активност. Самата крв ги има тие фактори кои го обезбедуваат тој баланс, меѓутоа и венскиот систем исто така, крвните ѕидовите на вените имаат изразено фибринолитичка активност. Таа во одредени околности може да биде нарушена и со текот на возраста опаѓа. Оттаму имаме изразена склоност кон тромбоза кај повозрастните лица. Кога се формираат тромби и кога организмот не повтасува крвта да ги разреди тие тромби,
тие предизвикуваат обструкција, значи спречување на нормалниот крвоток во крвните садови, како артеријски, така и венски. Ако се посветиме сега на венскиот крвоток, збор 2 околу хемодинамиката на венските крвни садови, тие имаат пред се пасивен крвоток, односно срцето со својата активност, контракциите предизвикува вовлекување, ушмукување на крвта, која исто така е дополнително респираторно модулирана од страна на притисокот во белите дробови во секој циклус од вдишување и издишување. Ѕидовите на вените се потенки, бидејќи тие работат на понисок притисок и доколку тромбот е помал, ќе имаме намален проток, а доколку е тромбот оклузивен, односно целосно ја обструира вената, во тој случај имаме испади од хемодинамското нарушување. Имаме стаза во венската циркулација, крвта не се враќа, заостанува во местото што е под повредата, под оклузијата и се јавува отток, болка и останати пропратни симптоми. Неможност за одење ако го ногата и така натака. Значи, симптомите зависат од крвниот сад кој што е зафатен, претпоставувам и местото на кое што се наоѓа. Секогаш дава карактеристични знаци, симптоми, секогаш се јавува болка? Доколку се работи за нога, не мора да, зависно од тоа со која динамика се одвива процесот. Доколку постепено настанува оклузија на вената, во тој случај постои сигналот, нели, дека имаме отежното движење, отток, зголемена сензитивност, дистензија го нарекуваме. Тоа е едноставно обтегната ни е ногата. Меѓутоа, доколку нагло се случи да се создаде тромб, нели, од поголема маса, во тој случај имаме подинамична, поакутна клиничка слика со поизразени симптоми. Доколку тромбот се јави во срцето, ќе имаме ли некакви симптоми? Доколку се јави во артеријски крвен сад на срцето, ќе имаме апсолутно симптоми. Еден дел од срцевата мускулатура ќе остане без напојување, без кислород, без перфузија, ќе биде спречен во неговото нормално функционирање и ќе се јави акутна градна болка, која што ја нарекуваме инфаркт. Доколку се јави тромб во предкоморите, во случај кога имаме атријална фибрилација и кога имаме еден од условите за настанување на тромб, а тоа е да имаме стаза, не го напоменав тоа на почетокот, дека потребно да се спојат коцките всушност, да имаме нарушување од крвта, да имаме повреда на ѕидот на крвниот сад или да имаме стаза. Стаза значи смалено протекување на крвта со помала брзина или прекин во протокот на крвта, кој што може да се случи како кога патуваме со авион или долго време седиме, кога имаме бремена жена, па имаме компресија од плодот врз венските садови, во тој или како има во случај на атријална фибрилација, кога е нарушена нормалната контракција, нормалната функција на предкоморите. Значи тие ја губат својата моќ за циклична контракција, дифузно треперат, што значи дека оневозможуваат правилно истекување на крвта во тој компартман и настанува едно пасивно струење, задржување. Просто особено во аурикулата, тоа е еден вид како джеп на предкомората, каде што постојано заостанува истата крв. Тоа е условот за стаза и кај крв која има нормални коагулабилни физиолошки способности, се случува тој услов да биде задоволен и да се створи тромб. Токму таа причина ние делуваме на кај атријалната фибрилација обавезно, задолжително пациентите ги поставуваме на антикоагулантна терапија со цел да им го продолжиме времето кое што е потребно за стварање на тие тромби и на таков начин влијаеме да не се створат тромби, да ги заштитиме од компликациите од формирање на тромби во предкомората. А доколку тромби се формираат во стомачната празнина никаде, ќе се јават некакви симптоми во белодробијето или пак во мозокот? Тромбите кои што би се јавиле во стомачната, поточно не во стомачната празнина, туку во крвните садови кои ги напајуваат цревата, генерално потекнуваат исто како се кардиоемболични, потекнуваат од атријалната фибрилација од срцето и ги нарекуваме кардиоемболични. Значи најчесто кардиоемболичните тромби патуваат заради распоредот анатомијата на крвните садови како излегуваат од аортата, патуваат во мозокот. Меѓутоа може да се случи, и тоа е релативно среќна околност, да бидат изфрлени во крвните садови на раката, во крвните садови на ногата или во крвните садови на цревата. Акутната оклузија на крвни садови во, да речеме, на артерија месентерика супериор, значи која напојува еден добар дел од цревата на стомакот, е исто така витална загрозувачка состојба која бара итна хируршка интервенција бидејќи води кон акутен абдомен и може нели пациентот да настреда. Оние лица што имаат изразени вени на нозете, односно капилари, дали тоа значи ка се посклони на тромбоза? Не. Значи, венскиот систем на нозете се состои од длабока венска циркулација, површна венска циркулација и од спојни вени кои ги нарекуваме перфоратори, кои што ги имаме на сите нивоа на надколеното и подколеното.
Оттаму потекнува и патофизиологијата и клиничката презентација на венската проблематика на нозете, во смисол на тоа кога имаме проширени вени, главната вена сафена магна или задната, помалата вена сафена парва, имаме проширен венски цртеж во почетните, значи вената е назначена, видлива, може да биде болна, не мора да биде болна и таа представува еден зголем резервоар на циркулација која што потенцијално теоретски во иднината може да го оптерети длабокото венско корито. Меѓутоа, вените кои ги гледаме во склоп на површна венска стаза, значи кога се назначени овие вени, не мора да бидат поврзани со длабока венска хипертонија и со можност за создавање на длабоки венски тромби, но сепак тие вени се поранливи отколку физиолошки здравите вени, бидејќи го има условот за стаза, имаат промени трофички во зидовите и може да настанат тромбофлебитични процеси од на еден начин може да се створат значи тромби во површните вени кои се најчесто видливи, болни и тешко дека ќе ги промашите. Но од друга страна во тој случај на допир да се забележи тоа? Можно е. Можно е, значи вената не колабира под притисок на прстот, нели можеме да напипаме самите, болна е, може да биде отечена, може и кожата да биде над неа променета и нели пациентите барат во такви услови помош. Длабоката венска хипертонија може да настане како резултат на проширена нели оптеретена површна венска циркулација доколку таа не се лекува. И во тој случај, за да превенираме, нели, обично се вршат интервенции на површните вени. Или склерозација, или екстрипација, хируршка и така натака. Значи, спајдер вените, проширените капилари, кои може да бидат резултати на отенка кожа, на послаби зидови, не мора да бидат директно, може да бидат во склоп на површна венска изразена инсуфициенција, меѓутоа не мора да значи дека пациентите треба да се плашат дека ќе добијат тромбоза. Длабока венска тромбоза веќе споменавте дека може да се добие при долготрено седење при патување. Понекогаш пациентите кои што имале оперативен зафат, лекарите односно не понекогаш, секогаш лекарите инсистираат да станат што поскоро од кревет. Зошто е тоа така? Кога имаме одредена интервенција, имаме повреда на зидовите на крвните садови, нели дали е тоа хирургија на колено или хирургија на карлица, простата, матка и така натака, без разлика за што се работи, таа повреда предизвикува микрокрварење и активација на прокоагулантната страна на крвните садови. Од токму таму нели мериме и дедимери и тие биваат нормално, класично пораснати во услови на една постинтервентна состојба. Значи активиран е процесот за создавање на тромби. Од тие причини ние сакаме кога пациентот е во можност да стане веднаш после операцијата, сакаме вториот фактор да го елиминираме, а тоа е факторот на стаза. Значи да обезбедиме рециркулација. Токму така и зависно од комплексноста на интервенцијата и потенцијалот за таа повреда, односно со стварање на микротромбоза и тромбоза, ние ординираме антикоагулантна профилакса. При долготрајни патувања со авион предупредува дека може да се јави длабоко венска тромбоза. Дали тоа важи при долго седење во автомобил? Да, и во автомобил, и во канцеларија. Значи сега ви доколку вака претерано седиме во студија со часови. Особено тука доаѓа до до израз индивидуалните карактеристики, колку се особите возрастни, колку имаат наследни генетски предиспозиции за создавање на тромби, онаа страна на крвта спонтано да коагулира. Така што препораките се да почесто стануваме додека работиме или да дури да стоиме во одреден временски период од страна на работниот стол. Многу е важно, особено на одредена возраст, кога преземаме такви ризици да летаме интерконтинентални летови, добро да се спремиме. Дури на седиштата постојат назнаки како да ги вежбаме мускулите, да стануваме и добро да се хидрираме. Меѓутоа, повторно, по индивидуална проценка, одредени пациенти можат да примаат краткотрајна антикоагулантна профилакса. Пред да влезат во авион за, да речеме, за интерконтинентални. Ден два е по тоа и пред тоа, како што реков, со индивидуализирана проценка. Дали тие пациенти имаат поголеми ризици, веќе напоменам во тој контекст дека пациентите кои имаат, онколошките пациенти кои имаат малигни заболувања, малигните заболувања представуваат силен тригер за создавање на, за активирање на прокоагулантниот дел од нашиот крвоток и кај нив многу често нели внимаваме на
ако има и дополнителни ризици на силна антикоагулантна профилакса. Ајде тогаш да проговориме следно во емисијата за ризик факторите кои што може да доведат до појава на тромбоза. Споменавте возраста, по 60-та година од животот се зголемува ризикот за тромбоза. Семејната историја, односно генетиката, сигурно тука игра некаква улога. Што е сопушењето? Вела дека цигарите се ризик фактор? Точно е. И од она што го прочитав, начините на кои што цигарите го штетуваат нашето здравје се многу кратни. Директно постојат сега некои нови студии, начинот на кој што директно ги активираат факторите на коагулација е утврдено дека преку одредена експресија и активација на фактори од леукоцитите. Така што цигарите се несомнено тромбогени и во комбинација со останати класични кардиоваскуларни ризици, значи се навистина силно тромбогени. Нели како хипертензија, дијабет, недвижење, покачен холестерол, дури постојат врски помеѓу покачените, постојат студии кои укажуваат на тоа дека независно од дебелината и од седентарниот начин на живење, постои асоцираност помеѓу покачените триглицериди и вкупниот холестерол и активација на одредени фактори како што е зголемена синтеза на фибриноген. Поврзано е тоа со атеросклерозата? Со прокоагулантна, со тромбоза. Директно со тромбоза. Значи атеросклерозата независно од сето ова, исто така може да, предпоставувам, да доведе до тромбоза ако го оштети зидот на крвниот сад. Атеросклерозата е оној од вирховата триада, трите фактора кои треба да бидат исполнети, е едната страна. Значи атеросклерозата е повреда на зидот на крвниот сад, која може да биде во една постабилна, почетна форма, може да биде во зрела форма, веќе калцифицирана, меѓутоа може да биде и мека плака, тоа значи дека имаме инфламација на зидот на крвниот сад, артериски сега зборувам, во кој што има активација на одговорот на нашите леукоцити, макрофаги, кои се обидуваат да ги елиминираат тие материи, холестеролот кој е инфилтриран, наталожен и ја предизвикува таа реакција. И при тоа може да дојде до руптура на ендотелот кој го покрива фиброзната капа, значи тоа е всушност атеросклерозата и насаканата страна, која се обидуваме да стабилизираме со конвенционалните фактори, со намалување на инфламацијата, намалување на притисокот, меѓутоа и со статински лекови. Нарушување на интегритетот на фиброзната капа од делот каде што се наоѓа атеромот доведува до силна каскада, до активација на тромбоцити. Нели оној организмот се буни, смета дека ќе искрвари бидејќи ги добива сигналите како кога ни е пресечена раката, нели од надвор кожата, и регрутира тромбоцити. Тромбоцитите ја зголемуваат својата лепливост. Значи на повеќе нивоа се доведува до една состојба во која што се создава тромб. А дали дебелината сама по себе е ризик фактор за тромбоза? Точно е. Значи дебелината е хронична инфламаторна состојба во која што се изголемена циркулацијата на инфламаторните сигнални супстанции, на цитокини, имаме погрешна експресија на адипокините и исто така има зголемена синтеза на прокоагулантните фактори како што е фибрин. И да кажам, околу наследните фактори, она вродена склоност кај одредени индивидуи, која може да биде всушност и вродена, меѓутоа и стикната, тоа значи дека одредени луѓе имаат грешки во мутации практично, во однос на факторите на коагулација во крвта. Тие се во меѓусебна равнотежа. Фактори на коагулација и вродени антикоагуланти. Тоа се всушност значи молекули, ензими. Најважните фактори на прокоагуланти се факторот, Лајденовиот фактор и тромбинот. Големи грешки во однос на мутации, хомозиготи доведува нели до силна склоност кон тромбоза, хетерозиготи, значи едниот ген е функционален, а другиот не е, значи не доведува до силна експресија, бара дополнителен фактор како атероматоза, како бременост, возраст и така на подопролонгиран престој, да, или постоперативна состојба. Од друга страна може да имаме и недостаток или инхибиција на активност на антикоагулантите како протеин С, протеин С и така натаму. Споменавте дека покачените триглицериди може да бидат ризик за тромбоза. Што со некои други болести? Дали може би покачениот шеќер во крвта исто така? Да, значи на сличен начин како формирање на тромби? На сличен начин како и дебелината
и диабетот, кој е системско заболување, всушност, доведува до нарушување на зидот на крвните садови, малите и големите, и склоност кон развој на атероматоза, со директен токсичен ефект на гликозата, која што се врзува кога е во вишок со протеините, меѓутоа гради комплексни соединенија и со ендотелот на зидот на крвните садови, но исто така делува и на активноста на тромбоцитите. Значи, на различен начин, на повеќе начини ја ескалира, ја пропагира таа склоност кон создавање на тромбоза. Доктор, ќе да ги поканиме гледачите и денеска да се вклучат во емисијата, во денешната телма Амбуланта, со нивни прашања на телефонскиот број 02-3076-677. Уште едно подсетување, гостинка во студиото ни е доктор Маја Шушлевска-Павковска, интернист, кардиолог во ПЗУ доктор Маја Шушлевска. Доктор, ке веќе ги споменавте симптомите кои што може да укажуваат на тромбоза. Дали постои некаква акутна, јака болка која што може да ни укаже дека се работи за еден ваков проблем? Мислите на долните екстремитети или мислите на во долниот длабока венска тромбоза во долните екстремитети? Доколку или карличниот дел во Значи, може да биде болката силна, во случај кога тромбот кој што ќе се формира, брзо се формира и настанува брза оклузија, брзо зачепување на венскиот сад, и неможност, нели, обично се жалат пациенти дека не може да ногата да ја користат. Болката може да биде испровоцирана и од подолготраен неправилна положба на нозете, или може да биде исто така и во случај на една спортска повреда. Па како се прави тогаш разлика? Како да знаеме дали да се јавиме на лекар да побараме преглед за тромбоза или пак за Многу е важна кај ортопед? Многу е важно да го прашаме пациентот. Значи, дали во скорешниот период имал некаква интервенција, бил болен, лежал повеќе од 3 дена, дали долго седел, дали има претходна тромбоза, значи историјата за претходна длабока венска тромбоза ни ја зголемува веројатноста дека ќе имаме рекуренца, рецидив на повторна венска тромбоза. Значи, имаме скорирање на пациентите во однос на тоа која е веројатноста да пациентот, нели, има можност дека страда, дека се случила длабока венска тромбоза или не. Значи, многу е важно да го прашаме дали има онколошко заболување и имаме скорирање. Се користи така наречен Wilson скор, доколку тој е позитивен повеќе од 3 поени се, например, пациентот има малигно заболување, имал претходна операција, имал претходна длабока венска тромбоза, или има нагла промена на обемот на подколеницата, има изразена болка и така натаму, повеќе од 3 поени ни ја зголемуваат веројатноста и правиме вообичаена диагностика. Златен стандард е доплерот со тестот на компресибилност, се гледа маса тромботична и неможност на циркулација, ја притискаме вената не колабира. Значи, тоа е еден многу сигурен начин, доколку е добра сликата кај пациентот, доколку се работи за изразено обезни пациенти. Во тој случај користиме поинаква сонда, меѓутоа многу ретко се случува да не можеме на таков начин да ја диагностицираме. И најчесто комбинираме со позитивни дедимери. Значи, во тој случај зголемуваме веројатноста. Ќе го вклучиме гледачот, а потоа подетелно и за ова што го споменавте со дедимерите. Добар ден за него. Добар ден за гледачот. Добар ден. Ништо, не успеа да се вклучи, нека се јави подоцна. Споменавте дека исто така треба да се направи тест за дедимери, тест за кој што исклучително се зборуваше во изминативе 2 години во периодот на COVID. Дали покачените дедимери значат сигурно присуство на тромб? Не. Дедимерите се распаден продукт на фибринот. Фибринот, како што споменав, е дел од прокоагулантните материи од крвта, кој што е всушност молекула која настанува од претходна молекула, фибриноген, кој е, нели, во една помала структурна единица и по налог, нели, која се активира каскадата, потребно да изгради фибринска мрежа. Таа фибринска мрежа треба да ја даде основата за фибринскиот чеп. Значи, е дел од начинот на одговарање на крвта во случај кога треба да се направи
локализирање на крвотокот. Тоа се случува активација и создавање на фибрини во други состојби, значи кога организмот реагира на присуство на малигно ткиво и кога имаме една изразена воспалителна инфекција, како што е на пример уринарна инфекција, како што е пневмонија, така што треба правилно да ги интерпретираме дедимерите. Може да се случи исто така како што напоменав и во склоп на длабока венска тромбоза, нели? Меѓутоа, за да разликуваме каква е клиничката слика, за што се работи, треба да интерпретираме состојбата на пациентот. Дали има се дали паралелно има некаква друга состојба. Многу вирусни инфекции, како и SARS-CoV-2 вирусот, и го активираат коагулациониот систем, со тоа што SARS-CoV-2 навистина предничеше во огромен број на проценти, за разлика од инфлуенца вирусот, кој може исто така да биде поврзан со тромбоза и со повисока стапка на појава на инфаркт во однос на останатите респираторни вирусни инфекции. Така што внимателно треба да ги интерпретираме дедимерите, дали се позитивни и дали се во склоп на длабока венска тромбоза или некој друг настан, па за тоа и правилно да го лекуваме пациентот. Така, имаме уште еден обид за вклучување на гледач, овој пат се надевам успешен. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сум гледач од Тетово, па да ја прашаме докторката на Телма амбуланта. Така. Пошто јас имам 54 години, а како од раните години, од 12 години, мислим од 10 години го пушам тутунот. И сепак од 12 години имам на двете нозе тромбоза, тие проширени вени. Како, да речам, како ширимки сплеткани. И сега, каков лек да потребам, пошто мене ми кажале доста некои лекарства, значи ми рекле да земам тоа веногел, ништо не помага. Пошто и на коленото десно ми е исто вените и нема циркулација коленото. Па ми рекоа земи од пожави тие работи, ништо, само што фрлат пари, ништо, никаков лек. Пак ве интересира што би можело да биде решение во вашиот случај, така. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Не ми е сосема јасно. Дали го имаме се уште гледачот, ако имате некој подпрашање? Предпоставувам зашто се работи. Дали на линија не се исклучи? Добра. Значи не ми е сосема јасно, бидејќи напомена дека нема циркулација во едното колено. Ако нема циркулација, тоа е дали е намален или воопшто нема циркулација, значи треба да се утврди дали од артериските или од венските крвни садови. Доколку, како што го сватив гледачот, се работи за проширени вени, тие најчесто се наследно се здобиваат. Различни се теориите зошто всушност одредени луѓе имаат, одредени немаат проширени вени, некојаш е зидот на вената слаб, некојаш имаат помал број на валвули кои треба да осигурат вената да го сочува својот калибар. Независно од тоа, доколку се работи за поврсна венска инсуфициенција, значи проширени вени, треба да се процени дали тие го оптоваруваат длабокото венско корито или дали се склони кон тромбоза, кон тромбофлебит и така натака, и доколку немаме изразена венска хипертонија, можно е да се подвргне на третман, оно што го споменав и претходно. Значи на склерозација на вените или на хируршка екстирпација, која што во случај би била и куративна за за да се спречи оптоварување на длабоката венска циркулација. А што е со оние гелови кои што ги мачкаат, еве спомена различни геловите имаат ефект, видови? Значи доколку вената е изразено проширена, значи е варикозна како змија, нели со чворови кои се гледаат и пациентите носат самите бараат всушност супортивна компресивна поддршка со еластични чораби, бидејќи им го лиснува симптомите. Во тој случај, доколку се работи значи за веќе многу дилатирани вени, кои што ја изгубиле структурата на зидот, геловите може да смират инфламацијата, меѓутоа само воспалението да го намалат, не можат да го решат проблемот. Апсолутно не. А дали самите проширени вени се ризик фактор за појава на тромбоза? Да. Да, бидејќи го обезбедуваат условот за стаза, поголем калибар има. Класично вена са феномагна треба да биде околу 5 мм калибар, со својот тек надолу во подколеното, тој станува и помал. Знаеме гравитацијски дека кога седиме, кога стоиме, имаме задршка на течноста, отежното враќање на крвта од дисталните од долните кон погорните делови од нашето тело, и со текот на старењето зидовите попуштаат, потешко се враќа, се намалува брзината и тоа создава услови за тромбоза, но тоа не мора да биде правило. Сепак не треба услов и да имаме повреда или некоја вродена склоност. Имаме уште еден гледач. Добар ден за него. Ало?
Повелете, во програма сте, кој е вашето прашање во денешната тема амбуланта? Ало? Во програма сте, добар ден. Ало? Ве слушаме, господине, добар ден. Па не слушате ли? Да, ве слушаме. Еве вака да ви кажам. Мене значи тромбозата е докажана. Така. И мислам дека пише таму површна, но едно прашање имам за докторката. Јас чувствувам на надколеницата, на десната нога, надколеницата до препоните болки, значи на препоната осеќам болка. И таа болка се пренесува дури во абдоменот, во она. Така. Значи на доплер, не знам што ми кажа, не се разбирам. Важно осеќам болки. Значи таква болка од над коленото до препоната и од препоната уште малце погоре. Еве има докторката едно подпрашање, повелете. Значи точно дали се работи за длабока или за површна венска тромбоза? Мислам дека е површинска тромбоза. Така. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Што би можеле вака да кажете без преглед, без доплер? Можам да кажам дека вените кога се воспалени, повредени, во случај на тромбофлебит кој може да биде поврзан со тромбоза и тромбозата предизвикува тромбофлебит, болат. Значи се многу болни и најверојатно се работи за поекстензивна, поголема тромбоза. Дури ако е поголем степен на тромбоза, значи точно се дефинирани критериуми како треба да се лекува, ако е над 5 см вкупна должина, треба да се спроведе терапија која наликува на терапијата каква за длабока венска тромбоза. Така што симптомите пациентот што ги осеќа болка во долниот дел од стомакот може да бидат асоцирани, поврзани со силен тромбофлебит, силно воспаление на зидот на крвните, да, на вената. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа ќе продолжиме со денешната тема амбуланта, во која што ќе се разјаснат многу работи поврзани со начинот на лекување на оваа болест. Со доктор Маја Шушлевска-Павковска од ПЗУ доктор Маја Шушлевска-Павковска, која што е интернист кардиолог. Денеска зборуваме за тромбозата, причините кои што доведуваат до неа, начинот на диагностика, но и лекување. Докторке, го споменавте доплерот како начин како алат како што се употребува за диагностика на болеста. Доколку не добиете јасна информација за што точно се работи, кон што следно се пристапува, има ли некој друг начин на снимање, некој друг апарат кој што попрецизно може да даде одговор за причините на болката? Кога се работи вообичаено за длабока венска тромбоза на долни екстремитети, генерално нема потреба доплерот во комбинација со клиничката презентација и со лабораториските испитувања ни дава диагноза. Меѓутоа, понекогаш може да се работи за тромбоза на венозните синуси во мозокот или да се работи за тромбоза на бубрежната вена, особено ако е поврзана со одредени тумори или со компресија колена, значи аномални карактеристики на зидот на реналната вена. Така, во тој случај компјутерската диагностика со контраст ни помага многу да локализираме точно каде се наоѓа. Да. Предпоставам дека начинот на лекување е поврзан со местото на кое што се наоѓа тромбот или пак постои универзален пристап. Значи тромбот мора да се разгради, значи да настапи фибринолиза и еве да напоменеме нешто што исто така многу важно и се смета дека е континуум на длабоката венска тромбоза, пулмоналната тромбоемболија. Потребно е да се, што е можно побрзо да се диагностицира пациентот, бидејќи што е посвеж тромбот, тоа е поефикасна терапијата. Новите антикоагулантни лекови, директните инхибитори на факторот 10 се исклучително ефикасни и даваат добри резултати, особено во лекување на пулмонална тромбоемболија и длабока венска тромбоза. Но важно е да се вклучи терапија на време, за да се вклучи терапија на време, потребно да се постави на време на диагностика и пациентот да се јави на време. Така што тоа би Колку време обично се земаат овие лекови за да се постигне разградување на тромбот? Дали тоа веднаш се случува? Веднаш не се случува, меѓутоа процесот на фибринолиза на тромбот, на растварање на тромбот е подолго траен
и индивидуално зависно од комплексноста на клиничката слика и од карактеристиките на пациентот и можностите за нова тромбоза се одредува временски интервал. Минимум од 3 месеци, 6 месеци, па дури и понатаму, кога имаме услови да се сомневаме дека пациентот може да развие рекурентна тромбоза. А можат ли овие лекови да создадат некаков проблем ако премногу ја разредат крвта? Можно е, тоа се side ефектите, значи слабите страни или нуспојавите на лековите, можно е да дојдат до претерано крварење. Заради тоа пациентите и ги наблюдуваме во однос на одредени лабораториски параметри, крвната слика ја контролираме, клинички ги советуваме исто така да внимаваат во случај на појава на крварења кои би биле пролонгирани, поизразени и така натака, како односот непцата во однос на појава на крв од урината и така натака, за да можеме навремено да ја намалиме дозата, да го прекинеме лекот или да ја смениме терапијата, меѓутоа се уште пациентот да го поставиме на антикоагулантна терапија. А има ли лекови кои што влијаат директно врз тромбоцитите? Има лекови кои влијаат директно на тромбоцитите, меѓутоа тие вообичаено не се користат во лекување на длабока венска тромбоза, туку за артериската тромбоза, онему каде што имаме коронарна болест, каротидна болест, каде што е потребно да обезбедиме намалена лепливост на тромбоцитите, односно да делуваме на таа страна да ствараме помали тромбови. Токму тие се користат во современата кардиологија, каде што се врши двојна инхибиција на агрегација на лепењето на тромбоцитите, со што се обезбедува ефикасност во новиот третман на кардиоваскуларните заболувања, нели примена на стентови или кога имаме интервенција операција на каротиди или стентови на каротиди, каде што имаме зголема можност од создавање на мали тромбови кои може да прераснат во поголеми тромбови. Тие лекови се аспиринот, пред се, како и лековите кои што слични на клопидогрелот. Аспиринот може да спречи создавање на тромби? Не може да спречи создавање на тромб, бидејќи тој нели кога имаме услови за стварање на голем тромб, како што е во аурикулата на предкомората која фибрилира, значи кога имаме апсолутна аритмија или кога имаме длабока венска тромбоза, апсолутно, односно проширена вена, аспиринот не е доволен за да го спречи она што се случува во патогенезата на длабоката венска тромбоза. Доколку некој има површинска тромбоза и се јави воспаление, силна болка, што може да се направи? Помагаат ли топлите облоги? Треба ли се земат лекови против болка? Може да се земат лекови против болка, меѓутоа треба внимателно, бидејќи некои од нив ја потенцираат интраваскуларната тромбоза, како што се нестероидните антиинфламаторни лекови. Значи со тие лекови треба внимателно? Треба, апсолутно треба внимателно. Пред се, значи, треба да се процени, ако даваат многу силна болка, да видиме како вид на терапија, во која доза ќе дадеме. Можеме локално да дадеме хепатотромбин и можеме да дадеме она што е битно, да зидот на вената го сочуваме, да ја намалиме неговата инфламација. Се дава? Топли не, меѓутоа може ацид и борици да се даде. Најефикасен е хепатотромбинот локално. Значи, тоа е лек кој се дава и парентерално, значи интравенски, во случај на длабока венска тромбоза, кај хоспитализирани пациенти пред се, како и при акутен коронарен синдром, и кој што треба да изврши разредување би било, нели, оној жаргонски термин, меѓутоа кој што треба крвта да ја намали незината коагулабилност, за да може да му даде простор на организмот со неговата собствена физиолошка фибринолиза да обезбеди растварање на тромбот. Има потреба за антибиотици во ваков случај? Во случај на длабока венска и површна венска тромбоза, ако немаме директно црвенило на кожата, нема потреба од антибиотик, бидејќи не се работи за бактериска инвазија, која што ние би сакале да ја санираме, туку се работи за патофизиолошки процес во склоп на тромбоза. Во кој случај се советува да се отстрани тромбот? Еве ако се работи за површинска тромбоза? Доколку се работи за површинска тромбоза, ставот овде кај нас е генерално да се даде конзервативна терапија, која што ако навремено ја дадеме, ќе успееме да делуваме на реканализација на крвниот сад на вената, површна или длабока. Меѓутоа, доколку касно доаѓа пациентот и тој тромб го викаме дека е организиран, значи веќе е подложен на процесот на организација на тоа ткиво, значи е створен тврд джеб и значи контраиндицирано, ние не треба да го вадиме тромбот, не е потребна хирургија, ниту пак е потребна терапија.
бидејќи веќе настанала комплетна стара оклузија за чепување на зидот. Доколку се работи за длабока венска тромбоза, Така и некој, доколку е засегнат некој орган. да, или орган, доколку е засегнат, може да се даде интравенска фибринолиза, која што е ризична терапија, меѓутоа во хоспитални услови со добра проценка е доста успешна, која што е потребно да обезбеди растварање на тромбот, како на пример при пулмонална тромбоемболија или тромбоза на друг вителен орган, доколку се работи за длабока венска тромбоза на долниот екстремитет, можно е да со катетер се изврши фибринолиза. Добив ја знак дека тука мора да завршиме емисијата, но сосема накратко би сакала да ни кажете некои совети поврзани со превенцијата на оваа болест, дали е тоа возможно се постигне со зголемена физичка активност или пак со некои промени во исхраната. Еве куркумата, вела дека таа може да помогне кај тромбозата, има ли вистина во тоа? Но, точно е, значи има силни антиканцерогени, антиинфламаторни, антитромботични ефекти куркумата, меѓутоа не можеме да очекуваме дека кога веќе ќе настане тромботичен настан, таа ќе помогне. Општиот пристап кон здрав начин на живење и навременото јавување на лекар, во смисла доколку некоја пациентка има, например, спонтани абортуси, може да не наведат да мислиме дека има некаква проблематика генетска, во склоп која што ја води кон тромбоза, бидејќи всушност се случува тромбоза на плацентата, која што доведува до спонтан абортус или доколку некој пациент има некое заболување, антифосфолипиден синдром, системски лупус, значи некои од заболувања потребно е дополнителни скрининг тестови да се направат за да се види дали организмот има склоност кон тромбоза. Фамилиарната анамнеза исто така би не навела на тоа да внимаваме повеќе, затоа е потребно внимателно да поразговараме со пациентите во однос на нивната фамилиарна склоност кон одредени заболувања, па така и кон тромбозата. Физичката активност е несомнено важна, бидејќи ги јакнат зидовите на вените. Мускулот е најважната пумпа која осигурува континуиран проток враќање на крвта од венскиот крвоток кон срцето. Правилното хидрирање, исто така, значи доволно пиење на вода, особено во летниот период, правилната исхрана, например храна поврзана со многу голема количина на месо, покрај останатите long-term последици, нели долгорочни, исто така може да доведе до покачување на хомоцистеин, кој што е асоциран со атеросклероза и со тромбоза и така натака. Јас ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и за сите совети кои што ни ги дадовте поврзани со оваа болест. Ви благодарам за поканата. Почитувани, доктор Маја Шушлевска-Павковска беше денешна гостинка во Телма амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и овој пат во Телма амбуланта заедно учевме за нашето здравје. Имете убав ден.